бензе. Снимам копилиња. А шо видео снимам? Сега ќе го почнеш, почнем кај мажите не би ги постави на жена. Сега ќе го почнем видеото овака. И ти прави така, и ти ќе направиш. И ќе направи. Значи 3, 6, 3... Кај си ја Марта? Здраво дечки, добродојавте во уште едно наше ново видео на мојот канал. Денеска се дружиме заедно со Марта, ќе биде многу интересно видео. Како што читате по насловот, се враќа оној серијал што го правев прашања кои мажите не би ги поставиле на жена. Сето ќе биде малце поразлично од другите, нема да ги поставам премногу безобразни прашања, бидејќи Марта не сака да снима, она глуми поштена пред камера. Ама само глуми. Се шалам, ќе направим многу интересно видео, само сакам да ви кажам дека сме многу близко до 50.000 сабскрајбери. Ставете сабскрајб, нема да заборавате и интересно е Дарја тука ќе стави една слика. 53% кои што ме гледате немате ставено сабскрајб, верувам дека тоа е поради тоа што заборавате, затоа може да ве потсетам. 50.000 Шо? 50.000 сабскрайбери ќе правиме дете. После ова видео. Ако после ова видео донесе 50.000 сабскрайбери, ќе снима како правиме дете. Дете ќе правим? Ајде бе, не се кучи. Не ставите сабскрајб. Ставите. Не ставите. Почнуваме со денешните прашања, дали си спремна Марта да одговориш искрено и реално? Не. Ајде. Прво прашање, почнуваме заедно со Марта. Зошто ви смета дечкото да има најдобри другарки? Не ми смета. Како не глупости, ај сажи ти се. Не ми смета ако Дај да го реален учат одговор. окей. Дај реален одговор. Реален одговор, не ми смета ако да го учат окей. А постои ли девојче што е окей за вас? За да биде најдобра другарка? Да. У моментов да. Постои Линче. Абе, не баш кажам ништо. Што да кажам? За Лина. За Лина? А те фукнам са тебе на ербира. Значи сепак сметаш дека постојат такви другарства и треба да постојат. Затоа ми зајават име на 3. Одиме второ прашање. Дали ви смета ако дечкото прди пред вас? Мајка природа. Не, ама и реално, знам дека не ти смета, али например првиот месец, кога ќе се запознаеш и ти прдне, дали чудно е. Не зборам само за тебе, генерално. Па бе, ќе се зачуди, ама смешно. Смешно е? Прнje. Трето прашање. Колку е битно брзо да ви се одговара на порака? Много. Зашто? Сега, пошто сега ако правам мовето тебе на телефон, очекувам исто да ми вратиш. А вие кога не ни враќате на нас по Ти 2 враќам години? секогаш. Мене 2 години ми немаше вратам. Добро, сега не се важи тоа. Како да се води? Не се важи. Значи имам право 2 години сега да не ти вратам. Не е исто. Како не е исто? Така не е исто, тоа не сме ни правиле мовето. А добро, ако ви се враќа брзо на пораки, не значи дека може би премногу ве сакаме и да изгубиме момент на така, да бидете вие пред нас. Не? Не. Жени е Исто брзо. како на телефон да правиш мовето, одма ми вракаш, така е истото си пораки, одма ќе А вие жени е пред камера се упичко материно. Четврто прашање. Дали упорниот добива? Да, упорен беше ти. Да. Не зашто ти го поставам прашање многу често, например, за упорност можете да кажете ова е досаден. И сега како да знае машкото дали да биде упорен и дали Со успешно? граница. Која е границата? Не знам, сам треба проценам. Гледате ли какви се жените? Сам треба да процени. Она вика ми се јаде, јас си носам храна, ми вика зашто ми носиш храна? Пошто ти се јаде, ама тоа беше преска. Сваќате сега, така и во љубовта. Зашто ти мене не ми носиш храна? Како ми ти носам стока си имаш направено, плюс 20 кг. След коментар Марта остави побрзо за да те вратиме у теретана. Продолжуваме натаму, пето прашање. Дали ви е незгодно ако дечкото ве фати за задник? За къс? Кога? Добро прашање. Кога ви е незгодно? Почетокот. Ајде. Па вајда. Почетокот? Почетокот. Колку дејта според тебе се доволно за машко да фати девојче за къс? Кај да знам бе сега, не ме прашуват кај да знам. Доста време Се поминало. срамиш? Не. Па не мора јас, ете, да не сум јас, колку би било прикладно. Колку да не сум като се давам. Шесто прашање. Колку е срамота ако дечкото никогаш не се бакнува? Не. Бе, не е шо. А влие е ли тоа? Не. И шо ако не знае? Ќе се научи. Кој го научам? Сите Се сте, научам.
Ќе го знам. Научам сакам. Не, замисли ситуација Зашто кога... се сите вакви пред камера? Еве, Замисли ситуација кога, пример, еве... значи го мене одбиле која не сум знал? Не па куртунки. Си бе векот Марко, добре. Седно прашање. Колку влие за врска какви родители има дечко? Па бе да влие домашно воспитание. Да? И нас влијаеше ли тоа? Твоите сите се срцки, сите ги се. Лижека са. Не лижам кас. Поише не за сега од мене, бе, да. Тоа е ненормална работа. Значи, до кај дојде држава, бе, не разбирам. Да сте го Стефа Лазаров за да... Па и моите те сакаат, чуе се. И се чуем, че трагаме таму. Следиме некај работа. Осмо прашање. Дали доручек на Сабајле може да ве натера повеќе да се заљубите? Не заручкувам. Не доручкуваш. Не заручкувам. На 5 јуни иде премиерата на Black Ops, затоа не се шишам, не се фарбам заради тоа што сакам да изгледам многу добро таму. На 5 јуни во City Mall ќе газиме, следете го профилот на Black Ops, секој дневно сториње се држите со мене во петок. Што кажа? Сладко би било. Сладко? Затоа никад нема да бидам татко. Идеме, девето прашање. Кога знаете дека сте заљубени? Па не знам се осеќа тоа, кога ќе чекаш да ти пише, да ти се јави. Абе ти кога знаеш дали си заљубена, не да чекаш да ти пише. Кога чекаш да ти пише, заљубена си. Па добро, после одредено време, сега, нели, си правим муабет. И чекам, не знам, внимание, пажња. Фактички осеќаш као нешто у себе, као цуц, муц, причина загалија. Ти се тоа прашање. Што најмногу ве привлекува? Мојот огромен патлак. Сечи. Твојата бандера. Сечи. Се извинам до родителите на Марко. Све си има некој одговор. Добро, бе, ајде конкретен одговор, што најмногу ве привлекува? Што мислиш? Па дека секој човек е различен. Добро, ајде кај тебе, по-богу. Парите, бе, Стефан, парите. Добро, немав пари. Не примети дека спонзори која овако одма тука... Да, кога почна спонзори, сите вие мислите дека уствари она снима за да имам преведи, фактички она поише снима за да биде со мене, да врзи работата, Знам, што сеам Стефан. спонзори и сака да ги земе моите пари. Разбирате ли ме, дечки? Прикини, бе. Саник! Ставете лайк и subscribe, купете стан. Купете станот Саник, да ми продолжат договори следната година. И врската му биде успешна. Да, и врската- ако сакате да бидеме заедно, купете станот Саник. Ајде, што те привлекува? Па кај тебе не знам, имаш сладки очиња. Све. Не знам све. 11 прашање. Дали и се јавувате на другарката, после првиот дейт ви кажете се? Да. Озбилно? На сите. Не, на најблиските сега. На најблиските 5-16. Да домаш. Како е првото јавување? Ало, знаеш што се ми случува? Да, така. А прв дейт сега кога правиме нешто со девојчиња, муаватот немој да кажеш на никој да не познаат сами. А они човече на пола Скопје више расшириле, сибале мајката, значи кажуваат. Да. Па логично што? А зошто има да кажуваш? Која да му кажам на мата што правиме и ти? А да не го А што правиме и ти? Снимаме видео. Дока испадна нашата вест. Да не сте вие. Да кажем да стават subscribe. Subscribe и лайк. 50.000 многу брзо. Што ќе правиме на 50.000? Дете. Дете. Ако има 50.000 сабскрајбери после ова видео, снимаме како правиме дете. И последно прашање за тебе денеска. Зошто секогаш зафаќате 2/3 од креветот додека се спие побогу? Бабе. Ни треба просто да расумувам еден нешто и... Па добро, тоа можете сами да си спиете без да спиете, еве ти со мене или девојчињата со девојчковци. Спи си сама. Има 3/3 од креветот. Добрам, не знам, треба да гушнеш, сега после тоа кога ќе заспиам, шо правам? Да. Значи, не објаснуваме. Не сум свесна да спиам. Вижте прашање? Зошто имаш трешок како мене? Душа си. Зошто се уште со мене? Се повеќе дислайкови на видеото. Сте само лайк. Тука веќе не ме сака. Те сакаат сите нешто. Не праќа. Лайк и subscribe. Дали плачеш? Добро бе, ајде па е вака, не... Шо ти е бе? Стефте.
Ке ме видели за Black Ops, се спремаме, дечки, тоа беше се за денеска. Ставете лайк, ставете subscribe, подиме до 50.000. Сварно се разплакам. Ова рактер ке биде. Одјави го видеото. Чао. Лайк и subscribe. Шо да одјавам, не знам. Чао, дечки. All I wanna do is just flex.